Председателката Гордана Силјановска-Давкова смета дека на дијаспората треба да ѝ се овозможат услови за да гласа и дека актуелните решенија во изборниот законник создаваат нееднаков третман на граѓаните што живеат надвор од државава. Според неа, дијаспората во овој дел е дискриминирана, а Уставот јасно го предвидува правото на глас. Кога е дијаспората во прашање, јас понекогаш се шокирам од она што го слушам. Видете, според нашиот Устав, избирачкото право и активно и пасивно се врзува за државјанството. Имаме ние да испраќаме во избирачки места, тоа е многу, ние немаме и ние само во конзулатите и во амбасадите, што е невозможно во некој земји. И џабе трошок се прави. Да. Тогаш се посега пошто или по гласање по пошта или по гласање електронско и така натаму. На забелешките на опозицијата дека во предлогот на власта прво за електронско, а потоа и за гласање по пошта не се предвидени заштитни механизми и дека на тој начин ќе дојде до изборни манипулации, Силјановска рече дека токму од нив е спроведен попис по електронски пат. Таа говореше и за другите отворени прашања, како што е една изборна единица и финансирање на партиите за изборите. Сува пак еве до другите забелешки, значи една изборна единица е добро решение. Што се однесува до другите околу политичко рекламирање и така натаму, исто треба да се постигне консензус. Има држави во кои нема платено политичко рекламирање. Од СДСМ реагираа дека доколку председателката Силјановска е за фер избори, тогаш зошто не каже јасно кои се проблемите со електронското гласање. Гледаме дека ВМРО-ДПМН постојано се обидува да ја префрли вината за изборниот законник на некој друг, вели Богданка Кузевска, портпарол на СДСМ. ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски се тие кои што барат алиби. Создаваат вештички конфликт околу изборниот законник, гледаме дека намерно туркаат спорни одредби за изборен грабеж, за да го прикријат сопствениот неуспех со реформската агенда и за целосно да го блокираат европскиот пат. Премиерот Мицкоски на Facebook статус напиша дека до Европската Унија е доставен документ со исполнети обврски од реформската агенда, иако, како што истакна, опозицијата се обиде да го забави тој процес преку блокирање на изборниот законник. Од ВМРО-ДПМН е состав дека на тој начин тие се обиделе да се представат како жртви. Дека ВМРО-ДПМН, како партија на власт, им ги прифаќа сите барања на опозиционерите, само дијаспората да може да гласа на полесен начин. Токму ова, коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ го одбија. Одбија и да бидат внесени во новиот изборен законник. Крајниот рок што Македонија дополнително го доби за донесување на изборниот законник истече во средата, со што земјава изгуби 4,2 милиони евра пари од Европската Унија.